Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Milenko Nedeljkovski od sega do 18:00, bez razlika koji to go saka ili go nejke, to je tuka. Bi sakal da obrnemo sobeno vнимание na delotna, така наречената професионалност, за која сите толку многу се грижат, за кој сите толку многу кажуваат дека ја нема, обвинуваат други лица дека тие не биле професионални, а во основа се работи за една страотна манипулација и тие кои обвинуваат, тие се главните ликови кои ја немаат својата професионалност во професијата која се вика новинарство. Професионалците кои обвинуваат се околу себе се главно од ергелата на корнишони на Љубомир Данилов Фрчковски, кој своевремено во колумна кажа како ги одгледува и со што ги храни во својот подрум. Тие промовираат едно новинарство кое не наидува на осуда од онија кои као нешто се грижат многу за новинарството, Ван Хојте, Зоран Трајчевски, Мирче Адамчевски и слични ликови, кои пак од друга страна ги гонат вистинските професионалци во кои како сака нека свати се ставам и себе си. Што се случува всушност, еве да кажеме последниот огавен пример на луѓе кои сметат дека биле уредници по А1 и по Канал 5-ови, оти се дружат со Фрчковски, станале паметни и така натаму, имаат портали, као што е, например, Ацок Абрамов, кој го има порталчето Либертас, каде што Ацок Абрамов е познат минатата година по тоа што му излезе комуникацијата со некој пријател кој го поканува на полноќ да дуваат заедно. Тој Ацок Абрамов денеска има ударна вест, уште од Сабајлето, со слика од председателот на Основниот суд Скопје 1 Владимир Панчевски, каде што вака вели: судијата дал налог, но председателот на Основен суд 1 не дозволил претрес на Груевски. Значи, некој си судија Лазаревски дал налог за претрес, а според изворите на Либертас од судот, во теков на вчерашниот ден, сепак прво подпишал такво решение Владимир Панчевски, па потоа решението било поништено. Сега, подпишал, не подпишал, дал судијата Лазаревски или не дал, се премислил Владимир Панчевски или не се премислил, не навлегуваме во тоа. Навлегувам во насловот и говорам за професионалноста во новинарството. Пак уште еднаш да го прочитам. Судијата дал налог, но председателот на Основниот суд 1 не дозволил претрес на Груевски. Многу атрактивно име. Многу посакувано име да биде срушено од едната политичка опција во Македонија и многу посакувано име повторно да се врати во кабинетот каде што припаѓа од другата политичка опција. Професионалноста во едни огромни наводници на Ацок Абранов, овој ден што дува на полноќ, е работата во тоа што сето ова не се однесува на Груевски, туку се однесува на Грујоски, на извесен Горан Грујоски, не на Никола Груевски. Таа мали букви кои ги разликуваат презимињата Груевски од Грујоски, го користат Соросовите портали и медиуми за да изманипулираат јавноста да се смета дека председателот на Кривичниот суд на Скопје 1 Владимир Панчевски не дозволил претрес на Груевски, значи кај Никола Груевски дома. Всушност се работи за случај
во кој е инволвиран Горан Грујовски, тој е полициски службеник за кого специјалното јавно обвинителство е заинтересирано по неколку основи. Но се работи за Грујовски, не се работи за Груевски. Тоа не му пречи на Ацо Кабранов и на сите тие тамо соросоидни фигури кои сакаат да се кажат дека се професионалци, всушност да се најобични измислувачи, спинери, лажачи, манипуланти, подривачи и рушачи на еден систем. Груевски не е Грујовски. Настрана, што оваа вест стои од Сабајле, јас ја прочитав прв пат во 7 саат, сега е 17:12. 10 часа седи таа вест, не е променета. Не е дека во редакцијата кај Ацо што дува на полноќ Кабранов и тој самиот не виделе, не прочитале или некој не им се явил да рече, бе, луѓе, грешка е, знаете ова. Не, намерно стои на насловната страница на Либертас се уште така наречениот главен наслов кој вели, еве го сега десно, во средина е случај тврдина Јанкуловска и Груевски уништиле систем за нелегално прислушкување, потоа е СЕО издало налог за претрес и апсење на началникот на петата управа Горан Груевски, тој не е Груевски, меѓутоа над сите тие вели судијата дал налог на председателот на Основен суд еден недозволил претрес на Груевски. Манипулација максимална, да некој човек кој лито преминува преку сите само за да има својата основна информација, нема време да отвара, да клика, да чита, да прави, се вика и сега овие кај Груевски сака да претресуваат, председателот на судот не дал. Значи, толку одвратно, толку мизерно, толку долно, непрофесионално е многу мек збор за сето тоа новинарство Македонија ниту имала, ниту ќе има. За жал, во овој момент ја има и тоа преку соросовите отпадоци од системот кои се финансирани со исклучително големи фондови за да се обидат да ја распарчаат Македонија и македонското национално ткиво. Интересна, па би рекол ја и многу добра машка информација доаѓа од Советот на јавни обвинители, односно од председателот Петар Аневски, а тоа е дека Советот со 7 гласа денеска одлучил дека ниту еден предмет веќе нема да даде на специјалното јавно обвинителство, а дека за сите предмети ќе бидат надлежни само основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и основното јавно обвинителство Скопје. Со вакво решение Советот на обвинители испратили официјално писмо до Катица Јанева да извести евентуално нејзиното спротивставување да го образложи со тоа од каде ја црпи надлежноста. Петар Аневски, ја ќе го цитирам, вели: од Јанева баравме да се произнеси врз што ја темели својата надлежност во сите предмети кои се побарани од нејзина страна, од основното јавно обвинителство Скопје и од обвинителството за гонење на организиран криминал и од Висшето јавно обвинителство Скопје. На седницата инаку ќе требаше да даде релевантни податоци од каде го црпи своето воспоставување на стварна надлежност над предметите и да објасни дека овие предмети се поврзани и произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. Инаку Аневски вели дека никој не ја оспорува на Јанева да може да се отвара нови истраги и предмети, но подлежи дека специјалното јавно обвинителство е надлежно само за предмети согласно Законот за јавно обвинителство. И вели натаму Аневски, за тоа беше таа повикана. Многу непријатно бевме изненадени кога дојде и кажа дека нема да соработува со Советот и да одговара на ниту едно наше прашање. Откако таа си замина, одлучивме со 7 гласа за дека за постапување во иднина ќе бидат надлежни основното јавно обвинителство Скопје и основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје. Значи, сите предмети кои што се кај нас ќе бидат вратени во овие обвинителства. Инаку Аневски информирал дека Јанева го известила Советот дека нема да доаѓа на седници и со тоа, како што цени тој, покажала непочитување на Советот за јавни обвинителства и некута покажува непочитување кон се и се што, сем кон своите смоквици во Смоквица.
тој инаку англиски кажал дека никој нема да ја спречува Јанева да се формира предмети. Меѓутоа вели вака готови предмети, а за кој пак не е надлежна, а сега ние веќе постапуваме, очигледно дека е надлежна, се обидува да направи надлежност за предмети кои не се во незина надлежност и со тоа ги пречекорува законските овластувања кои ги има, значи го крши законот, прави злоупотреба на службена должност Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка. Па како и за неа, така и за другите импланти од пржинскиот недоговор, како што е, например, Оливер Спасовски. Ке следи една ревизија по завршените избори на 5. Ке следи една голема ревизија на нивното работење. Например, ВМРО ДПМН до Спасовски испрати соопштение во кое на кратко му вели доаѓа детална ревизија на незаконското работење на послушниците на СДСМ во рамките на ВМРО, во рамките на Министерството за внатрешни работи, од каде што практично ВМРО, министрот од страна на ВМРО беше сменет со технички министр согласно, пак велам, недоговорот од Пржино од ова лето. Како и да е, повеќе од јасно дека Катица Јанева со сите најзини Фатиме, Пуштиме, Ленче, Менче и така натаму, заедно со се Ременски, заедно со се Спасовски и така натаму, сите заедно, Кирацовски, сите заедно направија серија од злоупотреба на службена должност и кршење на закони и ќе бидат испречени и испрчени, ќе бидат ставени пред лицето на правдата набргу после следувањето на ситуацијата во оваа држава, односно после воредните парламентарни избори. Сите тие кои сега се толку така напалени, толку на пресконференции од септември натаму ќе си имаат работа со регуларните правосудни органи и органи за гонење во Република Македонија. Сето ова со бомбите што излегоа во овие неколку дена пред се за оние што пукнаа во дворот на Али Ахмети и убавата пратеничка Ермира, тие мали ноќни разговори кои во голема мерка се така наликуваат дека се еротски, ако јас лично не разбирам албански. Меѓутоа има во својата изјава право максимално и Драган Павлович Лата се слуша женски глас, меѓутоа дали е таа е големо прашање. Меѓутоа велам, сите тие бомби, еве и денеска има други бомби кои пукнаа за Хари Костов и за Бранко Бојчевски од една страна и бомби со разговори на луѓе блиски до Али Ахмети, меѓутоа тие бомби пукнаа денеска по портали и медиуми во Косово, не во Македонија. Веројатно до вечер ќе бидат пренесени вамо. Но велам, сето тоа ја подзаскри кривичното дело, што е веќе направено и што е очигледно, а тоа е немањето на сите снимени разговори кои не и се дадени на Катица Јанева од страна на Зоран Заев, односно од страна на СДСМ. Имено тој во емисија кај Восител, која гостуваше во Вести, тврдеше дека има скоро милиони нешто, над милион илјади разговори. Катица Јанева соопшти дека во оние драматично театрално носени кутии дека имала 600 и нешто илјади има добиено, што значи дека 400.000 разговори онака ги нема. Каде се? 100 и нешто илјади биле кај Чауш, па тие се префрлени некаде кај Харун Хаджи Буличи, кај Зоран Божиновски во Врбас, во Војводина. Другите кај се, кој ги има, кој ги купил, кој ги продал, така натаму. Каде се 400.000 разговори? Со тоа што ако внимателно ја
Слушавте помощничката на Катица Јанева тогаш Ленче Ристевска, значи ова е кога кажуваше дека има 600.000 разговори, кажа на хард диск. Хард диск, секој од нас знае како личи. Тоа е нешто што е големина на мобилен телефон, на пакло цигари, на 100-грамска чоколада. Тоа е хард диск. Ако сите овие 600.000 разговори биле на хард диск, а може да ги собере, има такви мемории, тоа ништо не е спорно, што бара сите оние театрално носени кути вадени од ауто и на челу колоне Зоран Заев и Радмила Шекеринска, што носеа нешто што за потоа немаше ни записник. Значи, тие кршења на закон, кој започна многу одамна, скршење уставот на Република Македонија уште со Охридскиот рамковен договор и со предавството што тогашните лидери на македонскиот народ го направија во Охрид под притисок на странци. Скршене уште тогаш, дури мисля дека скршени порано во деновите на атентатот врз Киро Глигоров и насилното влегување на Стојан Андов во председателската канцеларија и седнување на председателската фотелја, како негова амбиција која никогаш во животот не му се оствари, скршење законот и уставот и со Пржинскиот договор, меѓутоа, еве и сега нема никакво почитување врз сето тоа. 400.000 разговори ги нема никаде. Ленче Ристевска, најблиската соработничка на Катица Јанева, вика тоа е хард диск. Хард диск е едно чоколадце некое од 100 грама. Да не кажувам сега имена, па да не казни таа агенција за електронски медиуми и вториот Зоран поред директор таму. Еден беше Зоран, се уште еден Зоран. Велам, бидејќи сето тоа го нема, шо бараат тие кутии? Кој ќе понесе одговорност што нема 400.000 разговори? Каде се тие 400.000 разговори? Зошто не се барат? Инаку ова на Катица Јанева изјавата денеска, знаеш ги вчера, знаете, ги повикувам сите што имаат да донесат. Која е тоа? Кој однос е тоа? Која институција е тоа? Во смисла на да имаме сега некаква грабеж на некоја банка и да излезе јавниот обвинител или главниот инспектор и да рече сите што украдоа од банката ги повикаме да дојат и да се пријават дека украле и да го вратат тоа што го украле. Мислам, не го разбирам, јас го разбирам филмот, меѓутоа не разбирам, морам да кажам дека имам дилема дали се работи за глупави луѓе или се работи за до таа мерка корумпирани луѓе да нема како да избегаат од тоа што од нив се бара, а мора да го испорачаат. Глупо е до зла Бога, го крши сите закони. Меѓутоа, како што велам, ќе има, и пред малку кажав, ќе има преиспитување на сите злоупотреби на службена должност, на сите непостапувања по закон, на сите криминали кои од летоска до сега ги направи гарнитурата која насилно беше вметната во државата, нормално поголема грешка и на ВМРО, да не го амнестираме сега, и тој политички субјект, меѓутоа кој сепак насилно беше вметнат во државата со исклучително способната работа на американскиот амбасадор овде, специјалец Джес Бейли. Меѓутоа, сите тие ќе мора сето тоа ќе мора да отиде на ревизија и да се погледне што изработиле тие насилно вметнати тука разне, како што е министерот за внатрешни работи, министерката за труд и социјала, специјалната јавна обвинителка и нејзините колеги, тамо кои се десетина. Сето тоа ќе мора да излезе во јавноста на еден транспарентен, отчетен начин и би препорачал еве ВМРО кој сега даде отчет и ја подготвува изборната програма. Една од точките во програмата, како што има јасна точка во програмата во врска со проблемот што грците го имаат со нашето име, една точка да е дека по завршување на изборниот процес и доколку народот ја додели довербата повторно на ВМРО да помогне и Никола Груевски, дека тие како партија и тој како еден премиер гарантира дека сите гадоти што не се случуваат во последните 2 години, значи од изборите
последни кога победи ВМРО наваму, дека ќе бидат извадени на површина и оние кои се виновни за сето ова ќе бидат процесуирани, судени и доколку се виновни и осудени. И така денеска на 30 март 2016 во мојата последна емисија во март месец збор 2 нешто и за меѓународната политика, именно британскиот министер за надворешни работи Филип Хамонд денеска изјавил дека Русија представува закана за сите на светската сцена поради непочитувањето на меѓународните норми. Зборувајќи на пресконференција во главниот град на Грузија Тбилиси, Хамонд рече дека Русија ги игнорира нормите на меѓународното однесување и крши правилата на меѓународниот систем. Кои се тие норми на меѓународно однесување и кои се тие правила на меѓународниот систем останува големо прашање за која би можел да ги разјасни Филип Хамонд или еве овдека во Македонија неговиот представник Чарлс Гарет. Дали се тоа нормите каде што легално и легитимно се рушат власти низ државата, како например и во Македонија, каде што се бомбардираат, окупираат држави и убиваат луѓе без никаква одговорност, како што е случајот во Либија, обидот во Сирија, Ирак, Афганистан, Виетнам, Камбоџа, Кореја, купишта јужноамерички и африкански држави, еден куп држави во Централна Америка и на Карибите. Тоа ли се меѓународно однесување и правила на меѓународниот систем? Кој ги поставил? Какви се тие? Зошто не ги кажат? Тоа ли се правила на меѓународниот систем како нивниот Тони Блер, кој е обвинет за масакар врз цивили, за како воен злосторник се третира и така и го судат? Тоа ли е? Вели Хамонд, Русија представува предизвик и закана за сите нас. За мене, да кажеме, например, не представува закана, ако за нас него представува закана. Инаку велат вака извештај, Хамонд ова го каже одговарајќи на новинарско прашање дали Русија се уште представува закана за земјите од регионот, како Грузија или Балтичките земји. Тој ја повика Москва да игра конструктивна улога на светската сцена и да ги почитува правилата на меѓународниот систем. Кои се правилата на меѓународниот систем? Да можеш да влезеш, да го убиеш Гадафи како куче и да ја разориш државата и таа да веќе еве 5-6 година ја нема нигде распадната и комплетно не постои држава. Тоа ли е правила на меѓународниот систем? Да дозволиш милиони бегалци да минуваат низ државите не санкционирани, без пасошка и царинска контрола, без никаква евиденција? Тоа ли е се правила на меѓународниот систем? Да ја уништиш Палмира, да ја уништиш држава како Сирија, да го уништиш трудот на Гадафи кој се обидел да направи најголема вештачка река на светот и Сахара, да ја направи од пустина, да ја направи плодна почва? Тоа ли е? Да го уништиш ирачкиот народ, да ги поделиш и разгневиш меѓу себе сунитите и шиитите, Афганистан, да го срушиш? Тоа ли се правилата на меѓународниот систем? Инаку Хамонд, е интересно сега за крај, за да се види зошто се тоа го рекол, Хамонд се сретна со грузискиот премиер Георги Квирикашвили и го посети јужнокавказскиот гасовод кој е управуван од британскиот енергетски гигант British Petroleum. Значи, правилата на меѓународниот систем, нормите на меѓународното однесување и сличните работи кои се предизвик и закана за сите нас, како што би рекол Хамонд, се всушност утврдување на позициите на британскиот енергетски гигант British Petroleum. На Хамонд и на британците и на аглосаксоците нити им е гајле за народот, најмалку за народот на Грузија, нити за луѓето на планетава, нити за меѓународните правила, норми, системи, ниту за меѓународните правила, односно обврски за човекови права, за ништо апсолутно не им е гајле, ниф им е гајле само за јужно-кавказскиот гасовод од британскиот енергетски гигант British Petroleum. Миленко Неделковски тоа беше. Денеска среда, 33. 2016. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.